Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео сакам да зборувам за една тема која што ми се провлекува во последно време. Ја слушам често, луѓето во мојата околина разговараат за неа, очекуваат од себе, од другите, а тоа е темата одговорност или преземањето лична одговорност во различни ситуации кај различни луѓе, и кај младите, и кај повозрасните. И мојот впечаток дека некогаш ни е тешко да преземеме лична одговорност и дека понекогаш ни е полесно таа лична одговорност, дури во форма на вина, да ја префрламе на другите. И сметам дека треба да се зборува за ова, особено ние возрастните, да си помогнеме, да се разбереме себе си, да го разбереме тоа чувство на лична одговорност, да видиме до каде сме со тоа, заради себе, заради нашите семејни, пријателски и професионални односи, и меѓутоа и заради младите. Затоа што ако ние не се снаоѓаме најдобро со преземањето одговорност, ако ние имаме навика да ја префрламе одговорноста на другите или да ги обвинуваме, тогаш не може да очекуваме од младите луѓе сами од себе да го научат тоа. Тие учат на дадени примери и ги копираат тие примери, особено на помала возраст. Исто така е битно и кај тинеџерите, и кај адолесцентите, да се влијае на тоа да ги развиваат сите своји вештини, да ги чувствуваат сите своји чувства, и да го имаат тоа чувство на одговорност и да преземаат одговорност за делата и поставките кои што ги прават. Одговорност за сопствениот живот, за сопственото образование, успехот во училиште, односите со луѓето, за сопствениот личен раст и развој. Додека истражував на темата, најдов и разни написи, разни текстови за разни видови одговорност. И тоа е интересно за разгледување, за разговарање. Меѓутоа, јас сметам дека личната одговорност се преплетува со сите видови одговорност, дека личната одговорност има насекаде, дека влијае на сите наши односи и дека таа е дел од сите улоги кои што ги играме, кои што ги остваруваме надвор во општествениот живот воопшто. И затоа фокусот во ова видео ќе го ставам на личната одговорност, односно на преземањето или непреземањето одговорност за сопствените постапки, за сопствените успеси и неуспеси, за грешките, за блудите во кои сме биле, за последиците од одлуките и изборите кои што сме ги направили. Наоставно, одговорност за се она што го сочинува нашиот живот во корелација со другите луѓе, во дадените услови, под влијанието од надвор. Колку и да ја делиме одговорноста понекогаш со другите, тоа не значи дека ние треба да се ослободуваме од својата лична одговорност или пак да ја префрламе на другите. Луѓето кои потешко преземаат одговорност, или сите ние кога во одредени ситуации не сакаме, не знаеме, не умееме да преземеме одговорност, реагираме на најразлични начини. Меѓутоа, сепак според мене, најспецифично е неприфаќањето на одговорноста, затоа што не сме свесни, не чувствуваме, не сме размислувале, не можеме да увидиме дека имаме и ние одговорност во дадени ситуации, или пак така ни е полесно, така сме научени. И она што ми е особено интересно, тоа е префрлањето на одговорноста и многу често и обвинувањето на сите други околу, на се друго околу, за она што фактички е наша одговорност. Како и за многу други работи, така и за преземањето одговорност, понекогаш само немаме свесност, немаме знаење, немаме начин, немаме вештини, не го препознаваме тоа. Меѓутоа, понекогаш, иако ги знаеме сите овие работи, јасно ни е дека многу работи се наша одговорност, сепак ни е полесно и поедноставно да ја префрлиме одговорноста на другите. Јас понекогаш на моите ученици велам дека додека сме релативно млади, се случува да ја префрламе одговорноста или вината за нашите избори и одлуки на нашите родители, или се тоа долгогодишните партнери, можеби брачните партнери. Потоа доаѓаат децата, значи додека се мали од едни причини, кои ќе пораснат од други причини, и некако ни поминал животот, така што сме ја префрлале одговорноста од едни на други, само не на себе си. Тоа вака може да звучи смешно и се разбира дека
generalizirам и дека не е така секогаш и дека постојат многу одговорни луѓе, и млади и повозрасни, дека постојат луѓе кои сакаат да станат одговорни, да стекнат вештини, работат на тоа. Јас сепак зборувам за оние ситуации во кои одбиваме да прифатиме одговорност, не знаеме да прифатиме одговорност и не сме свесни за тоа дека многу работи се наша одговорност, и во оние другите во кои може би сме посвесни, може би знаеме, може би чувствуваме, меѓутоа полесно ни е да ја префрламе одговорноста на другите, а тоа исто така често го има. Луѓето зборуваат за одговорност и очекуваат од другите да преземат одговорност, како што зборувам и јас сега. Меѓутоа, сега сум свесна дека и јас често не сум преземала одговорност за своите постапки, не сум размислувала, полесно ми било така, сум ја префрлала на своите родители, на пријателите понекогаш, на колективот во кој работам. И сите го правиме тоа, и го правиме дури и почесто, отколку што на свесно ниво може би размислуваме за тоа. И не ни забележуваме колку често го користиме тоа дека треба да се преземе одговорност. Очекуваме од другите да преземат одговорност. Ги учиме некако младите да преземат одговорност. Меѓутоа, и ние, возрастните, бегаме од одговорноста, не сакаме да ја преземеме. Сето тоа постои, сето тоа е дел од животот, меѓутоа, кога тоа ќе стане начин на живот, кога тоа е подолго трајно, кога тоа ни прави штета, тогаш е навистина проблем, предизвик, како сакате наречете го, нешто за што треба да се дискутира и нешто на што треба да се работи. Ке се задржам на личната одговорност, која што е испреплетена со сите други одговорности и која што се рефлектира ако ние не преземаме лична одговорност во нашиот живот, за нашите емоции, за нашите постапки, за нашето здравје, за односите со пријателите, за односите во семејството, ако немаме наши морални и етички правила, ако не ги почитуваме правилата, законите кои постојат за заштита на другите и за заштита на општото добро, тогаш ние немаме чувство на одговорност и се разбира, ако се навратиме, ќе видиме дека сето тоа започнало во детството и така некако се развивало низ животот, меѓутоа додека во моментов зборуваме за одговорност, да не ја префрламе одговорноста на родителите, на тоа што било, особено ако сме возрастни луѓе, најверојатно сме имале доволно време, барем дел од тоа да го расчистиме и барем делумно да научиме да ја преземаме одговорноста за своите постапки, а одговорноста за постапките на нашите родители да им ја ставиме ним, затоа што да и ним им припаѓа. Исто како што не е корисно, не е добро да ја префрламе одговорноста на другите, исто така не е добро за нас и да преземаме одговорност за другите, особено во ситуации, состојби во кои не можеме многу да направиме. И тоа се однесува и на одговорноста која преземаме за нашите родители, за нашите пријатели, за нашите деца. Ако и тоа го имаме како шаблон на однесување, да преземаме постојано одговорност за туѓите постапки, тоа ни се провлекува низ годините и не сме свесни за тоа и не работиме на тоа. Тој шаблон ќе ни се пренеси во сите односи и ќе бидеме некој кој постојано презема одговорност за туѓите животи, за туѓите постапки, за туѓите успеси и неуспеси, што предизвикува штета и на нашите меѓусебни односи, меѓутоа и не преоптоварува непотребно, понекогаш предизвикува и штета по нашето ментално и физичко здравје, бидејќи нели сето тоа е дел од една целина, дел од нас како личности. Затоа е многу важно да собереме сила, да се соочиме со себе си, со тоа кои сме, каде сме стигнале, што сме направиле, што е наше, што е нешто што не можело да биде променето, што се надворешни услови, што се случило на што не сме биле подготвени, не сме биле доволно зрели, не сме имале вештини, не сме знаеле како, и да го прифатиме сето тоа како дел од нашиот живот и како дел од нашата личност, да преземеме одговорност за се она што сме направиле, а може би
ni napravilo nekakva šteta ili сега од оваа перспектива сметаме дека не е било доволно добро или било непотребно или мислиме дека сме можеле многу поинаку да изреагираме, многу поинаку да постапиме и да се обидиме колку што е можно помалку одговорноста за нашиот живот, за нашето емоционално, физичко здравје, за се она што правиме, за активностите, начинот, однесувањето, да не ја префрламе на другите. Како што кажам на почетокот, тоа е една и од задачите кои имаме ние возрастните, да ги научиме младите да преземаат одговорност. Од кои причини ни е тешко да преземеме одговорност и зошто ја префрламе на другите. Постојат повеќе причини и јас ке зборувам за оние кои што ми се наједноставни, кои што најлесно ги препознавам, сум ги препознавала кај себе си, во луѓето во мојата околина, а тоа е стравот. Стравот да не се погреши, стравот да не се направи нешто како што не треба, со тоа да не се разочара некој близок или да се изневерат очекувањата на групата во која што припаѓаме приватно или професионално, чувството на срам, кое што може да се јави како резултат на оние работи кои што не сме ги направиле најдобро, сме ги направиле погрешно, сме си направиле штета себе си, другите, и тие чувства на срам и страв не доведуваат понекогаш да не преземаме ризици, да не действуваме, да не преземаме одговорност, затоа што на тој начин ќе го избегнеме и чувството на срам и чувството на страв. Иако тоа не може да се случи, кога тогаш во животот ќе треба да се соочиме со тие чувства, како човечки суштества, сите ги чувствуваме исто како што и често ќе грешиме и многу пати нема да успееме. Меѓутоа, тој страв и тој срам и таа осуда од околината, од блиските, од другарчињата во училиште, другарите на факултет, од колегите на работа, од пријателите, од партнерите, зависно на која возраст се наоѓаме, е тесно поврзан со стравот од неприфаќање, стравот од фрлање, стравот од тоа дека ќе ги разочараме другите, релациите кои ги остваруваме со другите луѓе, понекогаш ни е поедноставно да не направиме нешто затоа што не сме подготвени да се носиме со непријатните емоции кои што ќе ги донесе одбивањето, неприфаќањето или што и да е друго што предпоставуваме дека може да го добиеме како реакција, бегајќи од тоа или потиснувајќи го, мислиме дека некако ќе се заштитиме, меѓутоа ќе дојде време да се соочиме и со таквите чувства и со последиците од своите постапки, колку и да не сакаме да преземеме одговорност, колку и да ја префрламе на другите. А тоа исто така е поврзано со самодовербата, односно со лажната самодоверба, затоа што ако имаме висока самодоверба или некоја константна самодоверба која што ни овозможува да бидеме функционални и доволно успешни, да имаме некој избалансиран живот, квалитетен живот, покажува дека имаме некаква стабилна самодоверба, меѓутоа и таквиот живот ни дава самодоверба. За да останеме во тоа чувство на висока самодоверба или на самодоверба која ги задоволува нашите потреби и стандарди, многу често нема да преземеме одговорност, затоа што се плашиме да не изгубиме самодовербата доколку треба да се соочиме со своите неуспеси или како што се плашиме дека ако покажеме дека сме сгрешили, дека сме слаби, дека чувствуваме болка, дека не знаеме, дека не умееме, ќе наидеме на осуда од другите, во исто време ја чувствуваме таа осуда и лично. Практично ние сами себе си се осудуваме и сами себе си предвидуваме дека нема да успееме, дека ќе погрешиме и на тој начин сами себе си ја намалуваме својата самодоверба. Затоа што не знаеме што ќе се случи, не можеме да предвидиме, се само заплашуваме, ослабува нашата самодоверба, на тој начин не преземаме многу активности, ја префрламе одговорноста на другите и пак мислиме дека на одреден начин сме се заштитиле себе си, меѓутоа таквата самодоверба не е вистинска, не е константна, се гледа дека е лажна и не ни служи нам. Ако сме луѓе кои имаат стабилна самодоверба, висока самодоверба, тогаш ќе најдеме начин како да се носиме
со се она што може би нема да излезе како што ние сакаме и очекуваме. И нашата самодоверба нема да се разнижа. Може би се намали, меѓутоа, ако имаме добра поддршка, ако имаме верба во себе си, ќе успееме повторно да ја вратиме преку некои други дела, преку некои други активности и со работа на себе се разбира. Ако не можеме, тогаш ќе побараме стручна помош. Меѓутоа, за сето тоа треба да имаме свесност, да сме отворени за тоа, да имаме желба за тоа, да сакаме да ги видиме работите, да сакаме да имаме различни искуства, независно какви емоции да предизвикаат кај нас. Ка нам возрастните ни е задача, обврска да ги научиме младите луѓе да преземат одговорност за својот живот, затоа што тоа ќе им биде потребно во целокупниот живот, независно дали во текот на образованието, професионално, во семејството, со партнерите, пријателите. Доколку ја нема таа лична одговорност, тоа ќе се рефлектира на сите тие полиња и доколку од мали нозе се научени да префрлаат, да обвинуваат, тој шаблон ќе го применуваат на сите полиња во својот живот. На тој начин ќе се ослободуваат од одговорноста, ќе градат таа лажна самодоверба, ќе го растат своето его и секогаш тие ќе бидат добрите, тие кои не грешат, тие кои знаат се, а другите ќе бидат тие кои што се криви, кои грешат, кои не знаат, поставиле вака или така, а скоро ништо на овој свет не правиме сами. Во сите наши активности сме се вклучени повеќе луѓе, делат заедничка одговорност. Постојат многу фактори кои може да повлијаат, ние не сме семојки, не сме богови и колку и да е големо нашето его, кога тогаш, како што кажав, ќе се соочиме со тоа дека грешиме, дека донесуваме погрешни избори, дека правиме погрешни одлуки, дека сме направиле работи со кои треба да живееме, со последиците од тоа што сме го направили. Тоа е во ред, тоа е човечки, тоа е дел од сечи живот. И многу близко до ова е таа улога на жртва. Затоа што така сме се научили, затоа што тоа може би некогаш ни служило, имало некаква улога во нашата заштита. Може би сме се идентификувале со некој кој ни бил близок, кој ни бил авторитет. Не сме знаеле поинако. Меѓутоа, ако сме возрастни луѓе, независно од сето тоа, треба да се обидеме да излеземе од таа улога на жртва во која сите ќе ни бидат криви, сите ќе работат против нас, на сите ќе им биде подобро, ќе ни бидат криви колегите на работа, партнерот дома, општествените услови. И се разбира дека се тоа може да биде и реално со сите тие да делиме одговорноста за состојбата во која се наоѓаме и како поединци, како колектив. Но тоа не прави нас жртви, туку не прави луѓе на кои им се случува се и се што кои се наоѓаат во секакви ситуации, кои понекогаш ќе бидат прифатени, понекогаш одбиени, понекогаш вреднувани, понекогаш не. Понекогаш ќе бидеме добредојдени во нечiji живот и понекогаш нема. И се до тоа прави животот шаренолик, интересен, напорен, убав, тежок, суров. Се зависи од нашата перцепција од ситуацијата во која се наоѓаме. Ако се ни е тешко, ако се сите против нас, ако многу работи во животот не сме ги направиле затоа што не ни било дадено, другите не ни дозволеле, ни бранеле, државата ни е проблем, општеството во кое живееме, работата која работиме, покрај сето тоа остануваме таму каде што сме со тие што сме и го повторуваме и го правиме истото со години. Тогаш во никој случај не е до другите, тука е до нас, до нашите избори, до нашата линија на помоотпор, до нашата зона на комфорт, до она што се уште треба да го осознаеме, научиме, до вештините кои ги немаме. И дури и да е се така како што го опишуваме, сепак постоиме ние со нашите идеи, желби, потреби, избори, одлуки и како што се друго влијае на нас, така и ние вршиме некакво влијание на најблиските, на околината, во општеството во кое се наоѓаме, особено ако сме повозрастни. И затоа е битно да излеземе од таа улога на жртва и да колку што можеме повеќе да се стабилизираме и колку што можеме повеќе да преземеме одговорност за сопствениот живот, за сопствените постапки. И нешто што сакам да споделам за крај, тоа е нашата потреба да бидеме слободни, независни, а понекогаш забораваме дека слободата, независноста, зрелоста
Para да се преземе одговорност. Нема слобода без одговорност. И кога сме слободни, и кога сакаме се чувствуваме слободни, ние сме тие кои што одлучуваме толку колку што можеме во условите во кои што сме, со сите влијани од надвор. Меѓутоа, нашите одлуки, нашите избори, носењето со сето тоа, бирањето на начинот како ќе го правиме, всушност ја представува нашата слобода. Нема слобода без одговорност за себе, без одговорност за другите околу, без одговорност за системот, колективот, општеството во кое живееме. Слободата значи одговорност, а преземањето одговорност не ослободува од влијанието, врзаноста и она што сме им дале за право на другите да бидат одговорни за нашиот живот. Колку повеќе ние преземаме одговорноста, толку помалку другите имаат одговорност врз нас и врз нашите избори, одлуки во секојдневното живење. Оваа тема е огромна, може да се разгледува од различни аспекти. Се надевам дека ова видео некому ќе му послужи. Ако вие мислите така, споделете го. Ако ви се допадна и ви инспирираше, ставете лайк, притиснете го звончето, односно ставите subscribe и се гледаме во следното видео. Ви благодарам уште еднаш за вниманието. Се гледаме наскоро.